Реконструирани се сите патеки во стариот градски парк, а дополнително изградени се паркинг простор и игралиште за кошарка. Во меѓувреме Советот донесе одлука да се постави ново осветлување, но и подземен систем за наводнување на паркот, информираше градоначалникот Максим Димитриевски на вчерашната седница. Сепак Димитриевски вели, подземниот систем за наводнување нема да се поставува, бидејќи не е препорачлив за јавни прометни површини од ваков тип. Не пристапивме во реализација на средствата за реализација на подземниот систем за наводнување, бидејќи со неколку компании со кои што разговаравме, кои што ја вршат таа работа, вела дека тоа е нешто идеално, но не е препорачливо да се вградува на јавни прометни површини, бидејќи свеста кај граѓаните на многу ниско ниво и доаѓа до многу често оштетување на самите системи, каде што истите се прилично скапи. Например, еден распрскувач кој што се уградува под земја, кој што има капацитет да фрла вода со далечина 12 метри, чини некаде приближно од 5 до 7.000 денари во зависност од произведувачот. Компаниите велат дека места кои што се оградени, кои што имаат чуварски служби, се препорачливи. И дека тие имаат интерес да вградат нешто, но проблемот со одржувањето е дополнително. Ние во ниту еден градски парк немаме чуварска служба, ниту пак во некој парк имаме комплетно завршена и оградена ограда, далеку во овој. Дел од предвидените средства ќе бидат наменети за други цели, кои што овој парк ќе го претворат во смарт парк прв во градот. Димитриевски соопшти дека веќе е изготвено идејно решение и проект за паркот. Бидејќи тој треба да биде смарт парк. Урбаната опрема е обезбедена од страна на фирмата изведувач. Со смарт клупи, дополнителни клупи, кошници за смет и така натаму, мислам дека се оставени и ускладиштени во јавно предпријатие Чистота и зеленило. Свесто не се наместени додека целиот проект не се заврши во целост, бидејќи ќе бидат уништени и оштетени. Дополнително да обезбедиме дополнителни средства за изградба на пешачки патеки уредени со тартан подлоги, велосипедски патеки уредени со специјални подлоги, дополнителна изградба на велосипедска патека, не знам како се вика, трим патека, не знам, има специфично име, и уште одредени други содржини со детски качиња, дел за рекреација на деца, другиот дел за спортски центар и така натаму. И тој проект сметам дека на еден од следните состаноци на Советот ќе ви биде презентиран, за да чисто го погледнете како идејно решение и потоа ќе излеземе со комплетна пресметка колку би чинел самиот проект. Бидејќи на една од следните седници ќе имаме носење на одлука за прераспоредување на средствата кои што беа пренесени како вишок средства од 2020 година, а не се опфатени со овој буџет. Мислам дека ќе има доволно средства да тие средства се насочат дополнително и Куманово ги добие после тоа еден од најдобрите паркови во државата. За реконструкцијата на дел од паркот беа обезбедени 9 милиони денари средства кои општина Куманово ја следуваат по основ на рамномерен регионален развој. Изградбата на така наречениот стар градски парк во Куманово почна во март минатата година, а се спроведува преку проектот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, подобрување на инфраструктурата за развој на алтернативни форми на туризам, спорт и животна средина, со кои се предвидени повеќе активности. Паркот се простира на површина од 38.000 квадратни метри.